Пуштањето на двете нови производствени хали со вкупна површина од 5000 метри квадратни и поставувањето на камен темелник на трета со нови 3000 квадратни метри, која треба да биде изградена за 6 месеци за потребите на американската компанија Амфенол, како и градежните активности на холандската Антура за изградба на нова хала, се силна потврда за успешните бизнис приказни на странските инвестиции во Кочани. На тоа се надоврзува и постојаниот пораст на бројот на вработени, кој особено во случајот на Амфенол технолоџи од месец во месец рапидно расте и веќе достигнува 1200, со најави да се приближи до 2000 лица. Иако со различни стратегии, двете компании поттикнуваат изградбата на производствени капацитети според најсовремени стандарди, што има соодветни рефлексии врз вкупното стопанство и бизнис секторот. Покрај директните финансиски придобивки за општината, преку платите на вработените и други приходи, од огромно значење е што во современите капацитети се обучува и надоградува работна сила според стандарди карактеристични за развиените земји и индустрии. Зголемената поборувачка за работна сила полека но сигурно ја крива цената на трудот, што значи дека работниците добиваат поголеми плати и одат во насока на понатамошен пораст. Со тек на времето, новите технологии ќе се прошират и кај другите стопански објекти, што во глобала ќе ги промени на подобро вкупните профитабилни елементи. Инаку со надминувањето на актуелната политичка криза, која се очекува по предвремените парламентарни избори, сосема реално е да се очекуваат нови странски инвестиции. Интерес засега пројавуваат кинески компании, турски како и земји членки на Европската Унија, кои ги привлекуваат мерките да носат и другите поволности, но и значајните стопански потенцијали со кои располага општина Кочани.